Отворивме по собствена иницијатива предмет во врска со информации објавени во медиумите за бесправно изградените објекти во Охрид како заштитен град во стариот дел на градот, како заштитен град од УНЕСКО. И отворивме по собствена иницијатива во врска со информации објавени во медиумите за склучените договори за јавна набавка помеѓу општина Охрид и правни лица, односно економски оператори, за уривање на бесправно изградените објекти на територија на општина Охрид. Понатаму во делот на судирни интереси, понатаму во врска со објавениот тендер од страна на општина Охрид за избор на фирма која ќе ги руши дивоградбите во Охрид, каде што меѓу двете фирми кои доставиле понуди на тендерот е и фирмата во собственост на членот на Советот на општина Охрид, Нефи Усени, кој е собственик и на пицеријата дивоградбата Кајчинарот во Охрид. Државната комисија за спречување на корупцијата испрати соопштение до медиумите за ограничувањата кои се однесуваат на службените лица во соработка со правни лица што се во нивна собственост или во собственост на нивни блиски лица, а во насока да превенира потенцијален судир на интереси што ќе настане доколку не се почитуваат тие ограничувања. Ефектот од ова е дека градоначалникот на општина Охрид излезе со став во јавноста дека ќе го почитува мислењето и укажувањето на комисијата. Дали може би антикорупцијска планира покрај тие два предмети за бесправно изградениот објект и за фирмата кој учествува во тендерот да отвори трета постапка? Не е исклучено тоа и нема да биде прв пат при разгледување на еден предмет, доколку се согледаат некои нелогичности, особено во зголемување на имотната состојба несразмерно на примањата што ги остварува определено избрано лице, да се отвори уште еден предмет за испитување на имотна состојба.